Граѓанската акција пружи отпор, каже и него издаде својот прв алманах. На 110 страници се сублимирани анализи, писма, жалби, над 400 соопштенија, 200 одговори од институции, премиери, како и вистини факти за работењето на монополот македонски телекомуникации. Во првиот алманах, кој деновиве излезе од печат, е опфатен периодот од 10 јуни 2004 до 31 декември 2005 година. Во економскиот дел имаме направено анализа колку Република Македонија е загубила со продажбата на Телеком. Тоа се многу огромни пари. Имаме табела, во која тоа се некаде околу 400 милиона евро. Во алманахот е објавен и концесискиот договор на Телеком кој требаше да трае до 2018 година. Направениот притисок од нивна страна, од страна на меѓународната заедница како и од други невладени организации, се успеа од сметката на граѓаните да се повлече предплатата, подвлекува Митев. Попушти владата и дозволи либерализација 4 години 5 понапред. Со тоа граѓаните се спасени секој месец да не плаќаа цени кој нема никаква показателна трговска цена, бидејќи секој месец плаќаме надоместок или како се не знам како се викаше, некаде околу 300 дена, 299 дена. И плюс импулсите, трошици се на импулси. Од граѓанската акција појаснуваат дека се планира да бидат издадени и други алманаси, бидејќи поседуваат над 1000 документи поврзани со работењето на македонски телекомуникации.